потивките води на Ротинското езеро и мистичните патеки на селото Ротино, треба да продолжиме понатака. Денес ќе се упатиме во највеличенствените места во Македонија, Свети Јован Канева во срцето на Охрид. Добро дојдовте во следна страница на нашата приказна, се надевам дека ќе уживате. Останете до крајот на видеото, видите што ќе се случува. Бај! Аха. Ај, му се пушти, брат. Му се пушти. Му се пушти. Од водка на узо. Кај стигнавме? Кај мечо. Малце залутавме. Лутава си козла куда. Не го грешувале патон. Но е тешко. Ох, мори мајко, ајде, све за дроншат. Све за дроншат. Let's go! Види ти ову лепоту. Види ти ову лепоту, јебот. Многу доброс. Многу доброс, леле. Сакам одма сега и веднаш. И од кога свативме дека гутнавме патот, се упативме на правилниот пат, тоа кога ги гледате кадрите од тоа како се движиме до Свети Јован Канева, мислам дека вистинското време да почнеме со 10 интересни факти кои ги спремивме за вас околу Свети Јован Канева. Под број 1. Црква без подпис. Никој не знае точно кој е изградил. Нема записи, нема документи. Само тивка сенка од 13 век што стои без да се фали. Број 2. Скриената купола на Христос. Во 1964 случајно биле открени древни фрески. Меѓу нив и ликот на Христос Пантократор. Молчал во темнината цели 700 години. Чекаше да биде повторно виден. 3. Црквата е изградена на карпа што се спушта директно во Охридското езеро, како да лебди, како да се моли и за небото и за водата. Ниту едно друго место ја нема таа рамнотежа. Под број 4. Градена без темел. Се вели дека дел од нејзината структура стои буквално врз карпа, без класичен темел, како верата, силна дури и кога е невидлива. Под број 5. Полна месечина над Канео. Секоја полна месечина сенката на црквата се ја одразува совршено во езерото. Местото останува нереално, како портал, како магија. Под број 6. Пеперутките што не го напуштаат местото. Секоја пролет, стотици пеперутки се собираат околу црквата. Никој не знае зошто. Местото ги привлекува како некоја невидлива сила да ги чува таму. Број 7.
Безвременски звук. Кога шепотиш нешто внатре во црквата, цидовите го враќаат гласот со ехо, но во друг тон, како да зборува некој друг, како некоја постара душа. Под број 8. Над карпата што гледа кон Албанија, од црквата се гледа кон другата страна на езерото, кон Албанија. Во времето на Отоманската империја, од таму доаѓале тајни писма, закани и надеж. Број 9. Сабранетата фреска. Една фреска внатре има лик што наликува на жена. Во црквата посветена само на машки светци. Историчарите се уште се расправаат дали е тоа светица или нечија љубов тајно насликана. И под број 10, карпата каде што некој чекал до смрт. Локалната легенда вели: една жена чекала војник години и години на истата таа карпа. Секој ден во исто време. Никогаш не се врати. Таа останала таму. И кога ќе легнеш на карпата, вела дека можеш да ја слушнеш нејзината молитва во ветерот. И тоа беа 10 интересни факти кои ги спремивме за вас во ова видео, а сега следува кратката монтажа од кадрите од дронот. Уживајте. И? Шо? Початоци? Биво е. Топ! Ке видиме. Ке биде интересно. Видимо, беше интересно. Да, малце сме претепани, мутепани, преморени. Ова ќе испа некако второ видео у ден, у 2 локации. И така. Па тоа. И така? Ќе гледаме во наредно видео. Сега сваќам дека снимам со пута 1, а не 0,5. Нема вршка, чао! Се гледаме у наредно видео. Жарче, ракче,